Hype TV ја има често да биде во домот кај една од најпознатите македонски дизајнерки и инфлуенсерки Ива Спасовска. При самото влегување во домот се чувствува една прекрасна атмосфера која не може да се опише со зборови, едноставно мора да се види на камера, односно преку окото на нашата камера. За сето на како е создаван овој стан, што се случило при самиот процес на продуцирање на изборот на материјали и сето она што се нарекува визија, односно креативна визија, ќе поразговараме со токму со дизајнерката Ива Спасовска, каде што сме и денеска гости во нејзиниот стан. Па јас ви посакам добре дојде во Hype, а таа да ме посака добре дојде во нејзиниот стан. Ива, здраво! Здраво, Невојша. Баш ми е драго што не угости и без проблем немаш никаков проблем да не го покажеш твојот стан. Јас веднаш ја почувствував таа топла енергија и на самиот почеток ти кажав дека се чувствува Ива на сите страни. Колку е тоа така? Ти благодарам прво што сакаше да бидеш мој гостин дома, што си се покани и јас што еве ја имам таа чест да бидам гостинка во вашата емисија. Инаку да, драго ми е што го чувствуваш секој кјоше и што дефинитивно рефлектира, а ти го гледаш тоа. Пред нас веднаш забележувам стара машина за шиење, која е приказната позади неа? Приказната е затоа што доаѓам од семејство кое што произведувало од секогаш гардероба, како знам јас, и е многу постара и од дедо ми и по поколенија јас ја наследив. Значи се пренесува од поколение на поколение. Да, да. А сега може да прошетаме во просториите на самиот стан. Повелјај. Благодарам, Ива. Стоиме пред едно прекрасно уметничко дело. Не знам дали е твое дизајнирано или го надополни со елементи. Ја гледам дека елементи од парички постојат на самото дрво, веројатно ова е дрвото на животот. Ова е дрвото на парите. Да, секако дека јас го направив, многу лесно и едноставно и остана така, не е чепнато 2 години, мислам дека. И да, ми е малку и чудно, бидејќи јас секој ден го гледам, а сите вие сте многу изненадени. Секој кој ми дојде дома, обавезно за него се фаќа прво. Да, тоа значи символизира раст на материјалниот свет. Најгоре сум јас ставена и во AI верзија, не сум идентично јас, но тоа представува материјално богатство. Символично на ова ми се наметнува првото прашање од нашиот муабет. Твоите креации се дефинираат како едни од најдобрите на македонскиот пазар, меѓутоа не само тоа, доминира и принцес лукот во самите креации. Следствено на тоа што го кажа и со дрвото, нели, и ти самата најгоре беќе се искачи по тие модни височини, морам да го признам тоа и како моден дизајнер и како новинар. Меѓутоа, еве, како низ годините ја црпеше таа инспирација за да токму тој принцес лук за постане твој заштитен знак? Искрено, јас не црпам инспирација од никаде. Едноставно тоа сум јас. Секој ден се будам со различна некоја моја енергија, различна визија и идеја. Еден ден се будам сакам да правам таква креација, друг ден сосема поинаква, тоа веќе го знаете, ги има сите докази на социјалните медиуми, на мојот профил на Инстаграм, ателје Ива Спасовска. Така да буквално се чувствува таа разлика помеѓу една и друга, а сепак се во симбиоза како една целина каде што носат иста порака, да се охрабри жената, да биде своја, секој пат да биде уникатна и да се истакне од толпата. И бидејќи јас сум таква како жена и тоа и го рефлектирам преку моите креации. Не црпам како инспирација од никаде, туку едноставно јас рефлектирам така. Дали е токму она што го кажа ти во неколку наврати ги имаш спомнато дека модата е жива материја и се менува? Дефинитивно е жива материја и се менува, како што еден креатор или еден уметник не е ист секој пат и нема ист интензитет, така и во модата тече во различни насоки, некогаш е поинтензивна, некогаш послаба во својот интензитет, така да модата е и никако не сме да се стави во рамка, во правила, барем во мојата глава тоа било секогаш така. Не чувствувам дека морам да се држам по нешто. Може да прочитаме и онака лезецки убаво да ни раскажеш за следните прашања кои ќе ги поставам. Веќе влегуваме во дневниот простор, местото каде што Ива веројатно најго поменува најголемиот дел од денот. Ива, од корсети
преку она што го носиш твојот заштитен знак, може да се каже, на целата твоја модна линија, па и обележје на целата твоја модна кариера. Успеа да изградиш една перфектна модна слика, меѓутоа за тоа е веројатно потребен некаков баланс или нешто кое што ги спојува сите овие нешта, за да можеш да бидеш успешна во сите тие домени кои што ги набројав. Како успеваш да се справиш, бидејќи сепак се работи за нешто поголемо, значи ти си еден цел дизајнерски пакет? Пак ќе кажам, вака кога слушам, веројатно е вистина, ама јас не се справувам со работите, не го доживувам тоа како така. Не знам што би правела доколку немам динамика во моето секојдневие. И еден ден се будам со идеја дека сакам да дизајнирам и да имам мој собствена линија на парфеми. Друг ден се будам и поведена со светките, бидејќи тоа ми се прва љубов моја уште од само спознавање, себе спознавање. Многу сакам се што светка и си реков дека сакам да направам сјај за усни кој што светка. Или со креациите, или еве мојот дом, било што и да е, сакам да креирам, да излезе од мене во материјална форма, од фантазија во реалност. И така не се справувам, јас едноставно не би знаела како би било тоа ако не го правам. Кој знае колку би било досадно. Дали кристалите ја рефлектираат Ива Спасовска? Да. Значи секој што носи веројатно твој дизајн или подпис со твојот бренд, веројатно има и дел од твојата душа. Бидејќи знам дека дизајнерот дава дел од својата душа во сите негови дела што ги прави. Да, и една од моите најмилени ревијки, ја спомнам, осмели се да блеснеш, е баш со најцврста порака досега, дека јас со тоа блескање, кристали, дали се светки, што и да е, или воопшто нека нема ништо такво на една креација, самиот материјал тоа го прави, ја пренесувам пораката преку тоа дека секоја една жена заслужува да свети, да излага од неата аура широко, далеко. Веројатно тоа го чувствувам од внатре и имам некоја како мисија која што веќе имам постигнато, олеснето ми е, дека го пренесов тоа. Дека веќе им е јасно на жените како треба да живеат. Но како шлак на сето ова, или цреша на тортата, или јагода, како сакаш, ако милуваш, ти стана една од најпрепознатливите инфлуенсерки кај нас, па дури во регионот, и со твои совети, и со сето она што се нарекува инфлуенсерство, но во позитивна насока. Зборувам позитивна насока заради тоа што ти не се срамиш воопшто да скршиш одредени табуа, односно да демистифицираш некои предрасуди, буквално да се ставиш во позиција на оние кои се обесхрабрени и едноставно да дадеш надеж или поттика. Како се случи тој свич помеѓу едното и другото, или едноставно едното и другото одат заедно? Одат заедно, немаше свич, бидејќи со самото тоа што јас креирам, тоа значи дека влијам на одредена маса, и истата таа понатака сака да знае се во врска со мене. И тоа оди автоматски. Уште од времето на Facebook, па се до Instagram, како платформи кои што тоа ми го овозможуваат да допрам до секој еден човек. Веќе не ме следат само женската публика, ме следи и машка, и тоа ми е искрено и драго, затоа што премногу фокус се даде и се посвети на женската публика, а сега имам мешана публика која што бара од мене да всушност ги интересира што јас јадам, како живеам, на кој начин ги правам работите, каде патувам. Мене ми е навистина големо задоволство да го споделувам тој дел од мене. Не секој, нормално, меѓутоа тој дел ми е баш убаво што го споделувам и автоматски, нели, тоа значи дека влијам и инфлуенс правам врз таа маса. Дали тоа значи дека се зголемува и банкарското конто на твојата сметка, односно дали, еве, со друг јазик преведено, дали се исплати да бидеш инфлуенсер кај нас, доколку знаеш тоа да го правиш како што треба? Да. Толку кратко јасно. Меѓутоа, претпоставувам дека ако е тоа добро спакувано како производ, тоа и ќе се продаде. Веројатно ти тоа го правиш. Смислени работи кои што ти на крај ти донесуваат и тебе бенефит, меѓутоа и на публиката.
Како мислиш смислени работи? Мислам смислени, односно дека си правиш целосен план, буквално како ќе го направиш сето тоа и како ќе го презентираш на публиката за да допреш до пошироката публика. Веројатно тука се внесуваш целосно себе си. Да, тоа е исто како една креација кога се изработува. Тоа ми беше прашање. Така и едно видео или пост, како што и да се бара нели од мене. И те како бара една креативна работа, еден ангажман, каде што во позадина стои видеото, камерата, едитот, објавата, начинот на кој сето тоа ќе излезе преку мене. Секој пат гледам да биде автентично, да биде мое, да ме представува мене и никако да не е поинаку. Значи обавезно да е баш од мене уникатно. Ива, морам да те прашам за твојата ревија Angel или Ангел на нашки, која предизвика големо внимание во јавноста и која што беше оценета како многу добра ревија, односно не само што беше добра ревија, туку имаше и хуманитарен карактер. Меѓу другото ти го изрекламира и твојот парфем Angel, кој што навистина крена прашина и кај нас е реткост македонски дизајнер да извади свој парфем, токму затоа во претходните прашања ти кажа дека имаш целосен пакет, односно ти си целосен моден дизајнер, буквално. Кога сме кај хуманитарната работа, знам дека покрај тоа што често знаеш да донираш, ти си и голем поддржувач на обесправените животинчиња. При нас гледаме две прекрасни кученца. Знам дека едното се викаше Барби, а другото не го знам како се викаше. Принцес, Барби и принцес. Како дојде на идеја, како ти се створи тоа чувство или од секогаш си го имала да едноставно да сакаш да помогнеш на таа, па можем да кажем, ранлива категорија? Па сметам дека ние сите треба да имаме таква мисија и нема некако и смисла ако ја немаме таа мисија, колку и да сме успешни во било кое поле, на крај нас луѓе, како луѓе не прави тоа што ќе помогнеме еден на друг. И само и така сметам дека треба со таа мисла да се поминува низ животот, кој колку може. И затоа мојата порака, бидејќи секој еден проект ми е мене со порака, кукла, може сака нешто да каже всушност. Сигурно. Среќа што не може да зборува, пошто доста има сведоци во нејзе. Пораката секој пат ми е најважна и најглавна. Преку моите проекти секако носам некоја порака. Дали да ги освестам девојките и жените да блескаат, дали да помогнат. Во последниот случај со Angel проектот Fashion Show, кој што не беше само модна ревија, туку беше и шоу со играње, со глума, со пеење, со пејачи. И сите носеа истата порака. Да помогнат, дека сите имаме крилја, дека сме сите ангели. И навистина не е важно колку ќе се помогне, важно е само да се сака и да се активно прави и действува нешто такво. Дали животни, дали луѓе, навистина мораш да признаеш дека кога си помогнал се чувствувал многу убаво. Ако ништо друго, барем за своето убаво чувство. За ова убаво чувство кај тебе дома се погрижи и неколку миленици кои ги имаш. Јас сум обожавател на кучиња и на мачки, морам да признам, меѓутоа гледам дека ти си приврзана премногу кон нив. Што имаш од животинчиња и како ги вдоми? Дојди, Кира. Кира е таа која што е една опасна мачка. Не е опасна, Миша е поопасна. Миша е у друга соба, не сака, не е дружелюбива. А еве Кира, ова е кумановка, Миша е бодрумка, турчинка. И да, немам петто. Јас сум петтото. Не, 5 жени сме дома, 4 животни, имам 2 мачки и 2 чивави. Мачките, предпоставувам, ти се донесени од некаде или ги најде некаде? Ги најдов и двете се. Значи ги вдоми? Да, вдомене, да. Дали ти е тешко 5 жени дома? Не, и пак ќе речам точно, јас не знам што би правела без ако една ми фали. Буквално. И секоја различно ми рефлектира и ми дава различна енергија и би ми било тешко без нив. А со нив ми е прекрасно. Ме чистат, ме полнат,
ми прават да ми е секој ден интересен. Има обврски, да, меѓутоа многу ми е убаво со нив. Покрај овие прекрасни животинчиња кои се пред нас, четвртата ја немам бидејќи многу се страми. Би сакала само да ја викнам, ама нема да доја, знам дека нема да доја. Ива, претпоставам дека освен нив немаш партнери, живееш сама, исклучувајќи ги милениците. Да. Морам да го поставам прашањето колку и да е релевантно, меѓутоа сепак беше одредено време во врска, ја раскина веридбата, во Париз беше запресувањето, колку што се сеќавам. Што се случи понатама еве гледано од тој аспект? Супер се случи. Немам што да коментирам повеќе. Сите ние еднаш имаме некој пат врски и некој пат тие врски завршуваат се додека не дојде правиот човек. Така да ништо се нема случајно. Дали си во потрага по вистинскиот човек или едноставно ќе дојде? Никако не сум во потрага по вистинскиот човек, затоа што секој пат вистинскиот човек доаѓа тогаш кога ќе си ти вистински. Јас буквално само знам дека заслужувам најголема љубов, затоа што знам колку љубов лежи во мене и тоа секако еден ден ќе дојде. Кога тогаш? И едноставно знам, убедена сум, не е само нешто што го кажувам, туку го чувствувам дека и те како ќе го привлечам јас тоа. Никако не барам ништо. Ива, живи битија сме и мора да се признае дека во одреден момент имало моменти каде што сме имали подеми и падови, каде што не знам сме тагувале подредена личност или подредено нешто. Дали во твојот живот има такво нешто кое што те извадило од колосек, зборувам конкретно за тажен момент, да речеме, или кога ти си била, да речеме, тажна, меѓутоа па тоа те направило па многу поцршта за понатака? Јас како дете и многу тагував, затоа што не бев прифатена од околината, онака како што заслужува секое дете. Поточно, во школо не бев прифатена, во училиште од дечињата, другарчињата, не премногу, меѓутоа се чувствуваше таа одвоеност. Јас секој пат не ни сакав да припаднам во групи и да, тагував зашто е тоа така, меѓутоа по никоја цена, за да би била јас среќна, не би го направила обратното, за да припаднам во некоја група, како што се двоја тогаш. Тоа всушност ме направи еден индивидуалец денеска подоцна, да вие моментално мене ми земате интервју, а не на нив. Тогаш тагував. Ама секој пат фениксот се издига после лошото. И еве моментално се ежам на муабетот. Јас го имам тој феникс во мене, многу пати сум паднала, многу пати сум тагувала и пак понатака во животот. Меѓутоа, многу е важно да не се држи таа долго време таа емоција. Напротив, најубавите моменти, една нирвана да се почувствува во животот, мораш да ја почувствуваш темнината, за да направиш разлика и да знаеш дека убавото е навистина многу убаво. Така да посакувам и понатака истото да ми се случува. И да тагувам и многу да се радувам подоцна. Следното прашање, Ива, ќе ми биде надополнето со твојот одговор од претходното прашање, односно булингот. Објави фотографија без шминка, значи без никакви филтри и немаше никаков проблем да го направиш сето тоа, за разлика од останатите инфлуенсери кои имаат сериозен проблем да ги прикажат и недостатоците кои ги имаат. Меѓутоа тебе ти беше поентата да поентираш токму онаму каде што треба, односно стоп за булингот. Дали успешно помина таа мисија? Да, успешно е се што е вистински и искрено и без филтри. Зборувам и метафорично, така да мене навистина не ми е јасен тој момент како може толку многу да им пречи на луѓето да ги користат, нели да не користат филтри. Јас користам, да се разбереме, сите користиме филтери, сите користиме FaceApp, меѓутоа и тој FaceApp се знае за што зборувам, се користи до 2, а не до 4. И да, понекогаш треба да изгледаме испеглано, меѓутоа не и секогаш. Се е убаво и е во ред и е супер додека
има баланс помеѓу нив. Додека прикажуваш каков си вистински, а понатака можеш нормално и да се средуваш. Тоа исто како денеска се чувствуваш убаво да облечеш свила како ти, утре дента се облекол тренерки и тоа е тоа, сосем окей. Многу е важно да се представува вистинската слика. Зошто? Јас пак размислувам за другите. Како можам да правам некој комплекс лажен и некоја голема замка во главата на младите девојки посебно, бидејќи на нив им е многу лесно да им ја искривиш реалната слика, да мислат дека јас, ако веќе гледаат во мене, дека јас сум перфектна. Не, никако не сум перфектна и пак ги охрабрувам нив да бидат своји и да се сакаат себе си. Еве, кога зборуваме за перфекција, што мислиш дека е твојот најголем недостаток? Немам такво нешто. Мислам во телесна смисла, можеби треба подолга коса да имаш, не знам, или баш се сакаш онака како што си. Да, би било супер да сум минус 5 килограми. Би било супер и Повеќе да го имаме тој проблем со себе дајќи на мене. Јас како поминува времето, така навистина сваќам дека е многу потешко да се спуштат тие килограми, ама од друга страна сум многу гурман и јас што се јадам, нормален човек да јаде би бил сериозно доста поголем зборам. Ама тоа е. Што да правиме сега? Мора да се прифатиме, никако не смееме да се хейтаме, никако не смееме да се споредуваме, многу важно. И да, всушност мораме да балансираме со она кое што ни е добар, убав атрибут. Да речеме, јас имам долги нози, долгите нози ќе ги гледате од мене. Мешето ќе го стиснеме, ќе направиме. Тоа е, сите сме. Посебно јас многу сум свесна затоа што 20 години жени пред мене се пресоблекуваат, ја ги облакам и сум видела секакви фигури. Никако не сме и е многу интересно едно правило скриено, оние кои што се многу позгодни, зборам физички измерени, се по-несамоуверени од оние кои што си дозволиле да си се опуштат. Тоа е многу интересно. Така да јас учам од оние кои што се самоуверени, вистински од внатре и јас си се сакам себе си, затоа не можам да кажам дека нешто ми фали. Не, никако. Од гледна точка на моден дизајн кој е квалификуван и да даде одредена соодветна модна критика, што мислиш, дали се измени времето, дали дојде времето кога македонките, конкретно за жените зборувам, почнаа веќе да ја сваќаат вистинската суштина на модата или барем да се приближат кон таква модна култура? Дефинитивно. Ние на Балканот всушност сме едни од поубавите луѓе пред се, зборам естетски, па и душевно. Понатака сме едни од подотераните, народски кажано. Знаеме естетика многу повеќе од многу други националности. И да, јас секој пат сум кажувала, јас во Америка не видов американка средена, во Англија исто така, нели, кај што живеев на подолго, а во сите други држави кај што сум прошетала, можам да кажам дефинитивно да потпишам со две раце дека Македонија и Србија, да речеме, се така најдотерани. Доаѓаат секакви жени да ги пробаат твоите креации или да им направиш костом-мейд креација. Тоа е, морам да признам, па и ти ќе признаеш дека е предизвик да се направи според одредени пропорции, а од друга страна е па голема сатисфакција, односно да се покријат маните и недостатоците на одреден тип на луѓе. Колку денес активно се занимаваш конкретно баш со костом-мейд креациите? Јас се занимавам од моја 14-та година со изработка на накид. Сега имам 35, значи 21 година се занимавам со естетика за жени. Кратко кажано. Предизвик е, тој предизвик секој пат на мене ми будал јака возбуда, позитивна, за да го правам тоа, меѓутоа и многу изморува. Значи, со секој пат, нели, се си има плусеви и минуси, просен конс, како што би кажале. Така да, јас тој предизвик храбро го загрезав уште пред 21 година, несвесно, почнувајќи прво за мене да си ги правам работите, после почна да ми ги бараат жени. Ама е многу напорно, многу сериозна одговорност е
да ја угодиш на една жена на било каков начин, а не па посебно на естетскиот дел. Многу сериозно голема обврска е пред се. Каргираме, доаѓа еден прекрасен, убав дечко и бара креација од Ива Спасовска. Иако си декларирана како дизајнер на женска облека, меѓутоа веројатно се случило да работиш и со мажи. Каков е тој предизвик? Тој предизвик навистина пробав да креирам за мажи. Малку ми беше искрено непријатно кога почна да доаѓаат и да им земам мерки, едноставно не се пронедов во тоа поле. Зошто? Ке ти кажам позади камерите. Се зафркавам. Па некако искрено и не сум многу креативна околу естетскиот дел. Ја можам стварно да ти помогнам и да ти кажам што треба да искомбинираш, ама сега јас да мислам како ти треба да изгледаш, некако не се чувствувам дека го имам тоа право за мажите да го кажам. Некако дали премногу ги почитувам на некој друг, од друг аспект, едноставно оставам они да бидат своји. А додека кај жената тоа некако го имам сосема поинакво доживување имам со нејзе, да можам да и пренесам дел од мене. Веројатно бидејќи не сум маж. А што мислиш, како те доживуваат мажите? Од твоја гледна точка, да, знам дека тоа треба ти да си го кажат, меѓутоа според тебе ти сепак се знаеш најдобро. Што мислиш, каква личност себе, како те гледат, како ја гледат Ива Спасовска? Значи не дизајнерка. Недостижно. За жал. Бидејќи јас сум многу отворена и комуникативна и приземна како човек, има таква слика за мене дека сум затворена, се обратно од ова што го кажав, баш недостижно ме доживуваат, тоа е докажано. Дали имаш некој со кој што ја делиш твојата интима? Па нема да откриам. Не овој пат. Добро. Колку твоите родители ти се ветер во крп во секое поле што го работиш? Пред да одговориме на ова прашање, ќе погледнеме малце кон стариот Ормар. Ти кажа дека има околу 60 години, така нешто. Мислам дека го имаш реставрирано. Како беше тој процес, кај ти овој Ормар? Ја го имам само префарбано и го имам стругано по некои делови каде што сакав да изгледа уште по винтидж, бидејќи беше обичен кафеав. Првично, па после бел, па зеленкаст, сега е нешто измеѓу. Дедо ми ги има купено уште пред да... Всушност, кога ја направил куќата во која што јас се родив, дедо ми ги имал купено неколку елементи кои што се во мојот стан. Шанкот, 2-3 комоди, неколку масички, големата маса, огледалото. И так ми рефлектира у тоа време. Се чувствувам како дома кога се тие во мојот дом. Колку твоите, тоа беше прашањето, нели, претходно, колку твоите ти помагаат, дали се уште ти излегуваат во пресрет во сето она што го работиш и секој твој замисли? Па да. Генерално секој пат ми се тука и ме поддржуваат во било која моја одлука, пошто бидејќи немаат друга опција освен да ме поддржат. Да, јас сум и фамилиарно црната овца, јас сум многу критикувана дома, веројатно и затоа сум толку и бунтовна и веројатно и заради тоа пак ќе речам вие на мене ми зимате интервјуа, не на некои послушни деца од дома. Многу пати сум контрирала, многу пати не сум слушала и само и така сакам и моите деца да бидат. Да, многу е тешко, ама не ме поддржувале секогаш во се, генерално во големите работи, да. Ива, за крај на овој наш пријатен разговор, би те прашал дали многу вложи во уредувањето на овој стан, дали ти помогна други луѓе или тоа беше идејата за секоја парче што си го наместила во секој агол, на секој... Значи, буквално прашањето ми е дали кошташе многу? Не, всушност
Кујната единствено што јас ја издизајнирав, што ми ја направија, сето друго јас сум си го направила лично, сум донела нели стар мебел, дедо ми сигурно го коштало многу, лустерите понатака сама, степ бај степ, чекор по чекор си докупував работи, не знам искрено колку точно вкупно. Ама не било наеднаш. Прво не беше наеднаш, второ не ми беше мене поентата да инвестирам сериозни средства, туку да инвестирам сериозна моја енергија, каде што можеби некогаш едноставното или помалку вредно материјално мене повеќе ми се допаѓа и повеќе ме рефлектира мене, отколку да е нешто едноставно, а нешто што не го чувствувам како свое, да го купам само затоа што е скап. Не, тоа ми е никако несватливо. Така да, ништо не чини многу, веројатно ништо не е премногу од нормално, ама баш немам многу потрошено во станот. Ива, ти благодарам во овој дел од интервјуто, ќе се вратиме понатака со уште едни две рубрики што ги имам припремено за тебе. Во јавноста се шпекулираше за односот со Тара Симов. Што од денешна перспектива ќе кажеш ти во врска со тоа? Само знам дека јас, кога ќе ме запознаат луѓето во живо, не можат да имаат лошо мислење за мене. А сега е време да ја направиме рубриката 10 ама, една од нашите најпознати рубрики. Значи, Ива, ти поставуваме неколку прашања, ти даваш одговор и оценка од 1 до 10 и зошто. Моето прво прашање ми било 10 ама девојка со патики на свадба. Не, 1. Зошто? Па некако мораш да си елегантен на таков свечен чин. Ако се измори, ама балетанка. Јас знам често да си земам, ако се изморам, ако навистина почнаме болат нозете, ама некоја елегантна балетанка, ниска. 10 ама има фейк торба. Леле, 0. Зошто? Па која е таа амбиција да носиш нешто што не е вистина? 10 ама машко те притегнато во фармерки. 10, ако знае да ги носи фармерките, зашто да не? Супер. 10 ама љубов без скапи подароци. Ако е љубов, како што кажа, 10. 10 ама шопинг на Бит пазар. Супер, ја одам на Бит пазар. Супер, 10. Не знам кој се срами од тоа, нека оди да се лечи. 10 ама твојот миленик има повеќе лајкови од тебе. Миленик? Каков миленик? Мачето, кучето, ако си ги представила на Инстаграм. Па тоа е мое нешто, тоа ми е 10 успех мој. 10 ама девојка со 3 часа доцнење или машко со 3 часа доцнење. 10, јас сум таа. Вреди зашто да се чека. Да, се што доаѓа подоцна е многу повредно, мора да се сложиш со мене. Истака и точно. 10 ама тој дечко нема Инстаграм. 10. Значи најдобро е да нема Инстаграм. 10 ама модна ревија со празни први редови. 0. Полудувам кога фуле од страните тече од народ, а хостесите не се свесни дека во први редови никако не сме да има дупка. Значи барем првите редови полни, натака се за камера мора да биде тоа така. Тој пропуст знае да се случи, живи луѓе сме, меѓутоа 0. Јас чурам од нервоза кога први редови знаат да бидат со дупки. 10 ама цел живот поминати во тренерки. Па, веројатно 2, заради тоа што би било сигурно досаден животот, цел живот да си во тренерки. 10 ама венчаница без корсет. 10, зошто да не да мојот корсет во глава секој пат нели ми бил водечка сила женска. Да, 10. Фала ти, Ива. Фала и на тебе. Сакам уште. И отварам една од нашите најпознати рубрики Kiss, Marry, Kill. Барем нашите гледачи кажуваат дека една од најгледаните токму поради оние кратки прашања и кратки одговори. Пред нас е дизајнерката Ива Спасовска, која не угости во незиниот прекрасен дом. Ива, ние имаме уште прашања да ти поставиме, значи до крај, додека не ти седиме. Буквално јас навистина мислев дека околу 10 минути секи се заврши, ама саат и пол веќе снимаме. Така да. Ива, бидејќи си ми пријателка, мора да ми простиш.
Ти просто, се ти е просто, но не боиш. Исто така. Првото прашање, нели, кој што секогаш го поставуваме, е нели за кого би се со кого би се бакнала. Значи јас имам 3 предлози, ти ќе ми кажеш со кого би се. Значи првиот е Тони Зен, вториот е Слаткар, третиот е Перо Антич. Аха, јас поема немам. Слаткар, Кис, Тони Мери, Перо Кил. Перо го биваме. Да. А со кого би се мажила? Леле, како ми ги... Не. Со Тони Зен. Да. Значи со Тони Зен би се омажила, би се бакнала со Слаткар, а би го била Перо Антич. Да. Ако морам да бирам, да. Фала ти многу.